Сакаме припреми висински. МЗТ не било на висински припреми 15 години до тој момент. А водно што сме трчали. Идеме кај градоначалникот, вика, да, Елем имаат, вика, хотел во Маврова. Ај, викам, ја неколку дена пред тоа да отидам до Елем да видам што има таму. Ни отвара Баже Ефремовски, таткото на Виктор Ефремовски, кој работи во Елем, во гостивар, и вика, слушајте, 20 соби, секој може да е сам во соба, ама знаеш, имаме кујна, ама немаме готвач, немаме келнери, треба да си донесете све со вас. Враќа се во Скопје, спринт во една кафана, да не ја кажувам по име, кај газдата ни треба кувар, ни го дава кувар од трпе, го товариме крсо, спонзор супермаркет во тој момент, оди видое таму, правиме список што ќе јадеме, како ќе јадеме, купува X кила месо и све тоа. Ги товариме во едно комбе, ги носиме, значи отидовме на припреми како Реал Мадрид, како Барселона, со кувари, со Ние што сакавме, што немаше. Што моравме. Што немаше. Тоа беа, нели, тоа се се почетоци, меѓутоа треба да знаеш, да се знае друго. Сега кога збориме некој што е наша генерација, малку помлад од нас, јасно му е, но овие што се помлади не сваќаат. Немаше надпревар кај што салата не беше полна. Збориме не 200-300 таму души да дојдат да галамат на трибини, збориме за преполна сала, игра со последниот, во тоа време мислите че дека, не знам, Вардар и Кожув беа најслабите, игра со Вардар, Кожув и салата ти е преполна. Значи преполна. Во момент кога се направи таа политика дека секој ќе плати влезница. Да. 1 евро, не е битно колку беше, ама секој плаќаше. Значи немаше, ајде сега ќе направиме бесплатен влез за да дојде публика во сала. Реќе луѓе на 2 сата пред надпревар. Тоа е тоа што се случуваше во тоа време. Тоа е таа еуфорија што имаше. Да, последица на очекувањата за титулата, меѓутоа исто голем фактор беше и целиот тој подем на кошарката после тоа 4-то место. Кошарката во тој момент беше спорт број 1, не беше спорт број 2 зад фудбал. Кошарката беше спорт број 1 во Македонија. Да.